$1000 сум заработил за 3 месеци. Поздрав, фамилио, јас сум Никекс, добро дојдовте во новиот прво поздрав до Оџеве како се ја се поздравам само утре со хештег Никекс, најака фамилија во Охрид, ај пошироко денеска. Шо правиме? Денеска правиме видео колку заработив од Trovo за 4 месеца. Али се то вау пари или не се вау пари? Пред се, фала до сите хейтери, фала до сите фанови што дојдоја и на почетокот ми рекоја Никекс, ти вака, ти така, или знаеш ме заебава едно друго, поради тоа што овде што ќе ви ја кажам, оваа цифра не е класична цифра, туку е цифра која што делумно можеш странство да ја заработиш, а јас од седење дома моментално, не се фалам, да речите дека се фалам, не се фалам, али јас од дома со мојот YouTube канал, каде што од YouTube каналов ги префрлив на Trovo гледачите и на Trovo направив озбилни пари. Али колку се тие озбилни пари? Вака, пред се, сам да ви објаснам нешто за Trovo, што е Trovo и како функционира Trovo. Вака, на Trovo работев веќе 4 месеци. Еве, значи сега ако одиме сега овде кај мене на каналов, значи гледајте ги овие видео, ова е многу интересно видео, и ова е исто многу интересно видео, така да можете да го гледате и то. Фоловете ме на Instagram, не ги свапер. Вака, на Trovo почнав пред 4 месеци. Значи тоа ми е крајно видео 4 месеци каде што ете престанав да снимам на Никекс каналов, али гледате и понатака гледате дека класично нешто сум ставал некој видео, дури и видеата се по 20 секунди и 15 како би си зарекламирал на Trovo, така? Мислам на мојот YouTube канал за да знаат луѓето дека сум лайв на Trovo и да дојдат сите. Trovo ти е платформа каде што уствари зависиш многу од гледачите. Исто како на YouTube, на пример, јас ако имам 10.000 прегледи за 24 сати, поќе ќе влегувам во рекомендед него некој постепено што ќе мојот прегледите и тана и тана. Али сам да ви кажам дека за овие 4 месеци се направи нешто што тешко ќе очекуваме, сваќаш, тешко очекував и тана. Прв месец кога почнав да стримам на Trovo, 20 дена не станав од компјутер. Верувате или не? Ева вака, колку направив јас за тие 20 дена стримање. Пред се, немојте речете као тебе не сте било многу лесно. Не, заради тоа што тоаш баш кога седев 20 дена и наредниот месец и вториот месец јас кога излегов надвор, требаше нешто татко ми имаше пуштено до на продавница и дојде некои луѓе и ме прашаа да ме кај живеат овие, знаеш, некои луѓе бара едно друго. Буквално тоаш имаше и снег паднато и јас кога излегов надвор, јас не можев да гледам. Верувате или не? Што значи, сам да ви кажам дека доста ги оштетив очиве за тие, да речеме месец дена, поради тоа што стварно јас не станав од компјутер тие 20 дена што се викат. Мислам, ако станав брат само за јадење, за спиење и тоа е тоа, свеќаш. И кога излегов надвор, само една случка да ви кажам, кога излегов надвор, јас се држам брат вака за очи, не можам да им зборувам на луѓето, брат. Мене буквално ме печит, мене све ми сметат. Знаеш, јас вака седам брат, јас гледам бело брат пред мене. Така да, за тој прв месец колку заработив. Значи, за тој прв месец, не знам сега го сакате, дали да ви кажам наеднаш све колку заработив или постепено колку заработив, али ајде вака ќе ви кажам колку заработив првиот месец. Првиот месец ги заработив моите први 700 евра. Тоест 650 евра. Како то? Например, се многу зависиш да речам од гледачите. Например, сега зависиш доста од гледачите, зошто и како. Например, сега ако мене ме гледате еден сат, да речеме некои 30 души, јас правам нормално сати и накрај све ти ги собират и накрај свеќаш ти дават например цена за тоа колку те гледа или како те гледате ствари. Епа, јас првиот месец направив 700 евра. Што се дешава? Вториот месец малце се олабав, знаеш, онака некако си реков као ајде нема потреба, ајде да видам колку сум направил првиот месец, па и да сум направил 150 евра и тана, поради тоа што имаш појќе табели. Например, бронза ти е како се викат, бронза ти е моментално некој 120 евра, силвер ти е да речеме некој 700 евра, што јас ги заработив тие 700 евра. После имаш голд кој што ти се 1200 евра, па имаш платинум кој што ти се колку евра? Не, 1000 и нешто евра таму што ти ја знам, така да ќе имате и табела овде, али сам да ви кажам дека за првиот месец заработив 700 евра. Вториот месец малце се олабав онака и реков као ајде не е битно како и што, и реално малце ми се здосади искрено да ви кажам. Епа сега од вториот месец моментално јас ги добив парите, а парите се од прилика 150 евра. Значи вториот месец исто заработив 150 евра. Значи ако ги собериме купно 700 евра или ти во долари 800 евра, тоа е 800 долари
долари и вториот месец уже 150 долари, то ти се 950 долари. Значи јас имам за 2 месеци заработено 950 долари. Епа вака, идаме до клучниот момент каде што треба трет месец, четврт месец и донација да пресметаме. Значи, пред се имав и на почетокот и првиот месец имав 50 евра донација, вториот месец имав отприлика некој 50 евра донација, третиот месец имав 50 евра донација, али сега четвртиот месец или ти крајниот месец имав 200 евра донација и голем поздрав до iBeast, братот ми донираше 200 евра. Ако Трово не ги делеше париве, пошто Трово ти е уствари 50-50. Ти мене ми донираш 200 евра, Трово ти земат 100 евра. Што значи мене братот ми донираше 400 евра. Братот мене ми донираше 400 евра или 400 долари, не знам точно, али прати, за македонски услови, братот iBeast, голем поздрав до него, ми донираше 400 долари. 400 долари, значи то ти се отприлика 200 евра мене ми ги прерачуна или ти 200 долари ми ги прерачуна. Така да, значи прати, како иде? 950 плюс 200, то ти се 1150 долари сум заработил за 3 месеци. Значи за 3 месеци, без тие 2 месеци, без тие 2 месеци што треба да ги добијам уште 150 плюс 150 евра. То се 1450 евра или ти долари, како и да е, па сигурно сум добил некои 2-3 донаци по 50 евра. Ако ги прерачунаме тие, сум заработил 1600 долари вкупно. Што се дешава? Значи, еве да не речите после дека лажам. Пратете. Овде ги имам 1000. Епа зошто? Значи тие 2 месеци, пак ви кажам, тие 2 месеци уште не ги имам земено. Значи тие 2 месеци уште не ги имам земено, што треба да ми стигне цел овај месец. Овај месец треба да ми стигне на 15 и другиот месец треба да ми стигне на 15. Значи треба туше 2 месеци да чекам вкупно за да ги имам овие пари што овде ви ги кажувам. Што ми се деси? Значи, со банкава имав многу проблеми, каде што мене ми зеде плюс 200 долари. Зошто и како? Сега ќе ви кажам еден разлог. 200 долари мене ми зеде банкава, зошто? Поради тоа што не можев да ги префрлям париве и не можам уште. Што значи дека уште 50 долари ќе ми земат? Што значи мене дека Трово или банкава, точно не знам и не знам кој е крив овде, не можам да си префрлям париве. Значи не можам уште моментално, али ќе се префрлят со Господ напред, значи ќе се префрлят за префрлање. Тука се парите и немат грешка тука. Али ако ги рачунаме плюс 200 долари што ми ги зеле, да речеме за све враќање, данок што треба нели да се платите на друго, то се вкупно 1800 долари. 1800 долари за 4 месеци. Само да ви кажам дека ова не е фалење. Значи, што и да работите, парите сами ќе дојдат. Не морат да се секирате. Еве, јас стварно сум во типот на пари на YouTube едно друго, ама знаете како? Ако имаш публика и ако имаш волја за снимање или волја за работа, парите сами ќе дојдат. Значи, луѓе, работете тоа што го сакате, а не тоа што ви дават поќе пари. Тој есте дека е добро ти земаш пари од нештото што го работиш, али све постепено идат конкретна работа. Значи не мора да иде као во типот на јас сакам пари, јас сакам пари, парите идат. Еве јас имам 18 години и затоа се префрлив овие 4 месеци да снимам, тоест да стримам на Трово. Значи јас не се префрлив на Трово поради тоа што јас стварно сакав. И тие што ми рекоа, ам ти се продаде. Не се продадов само јас, ако е то продавање. Значи јас не се продадов само јас, туку се префрлија многу поќе луѓе од што мислите. Значи, има доста балкански јутубери што заработваат 1000 евра, свеќаш месечно. Ова за нив 2000 евра се ништо. Значи, ова за нив 2000 евра се ништо. Знаете зошто? Заради тоа што тие заработваат три дупло поќе, али работава е што тие одат нон-стоп на поќе, свеќаш. И нивнава публика нон-стоп ги поддржви, заради тоа што свеќаш, ти имаш публика и ти сакаш да заработиш пари и ќе си ги префрлиш на Трово и ти правиш за еден месец 15.000 евра. Од прилика. Така да, тоа е тоа за овој видео, се надам дека уживавте, лајкнете, еве ви баш точно што и како заработив и како направив и се надам дека ви се разјасни работите и што како со Трово. Така да, ако имате можности да поите, сигурно нема да сгрешите, поради тоа што таму е многу полесно да земиш некој денар него на YouTube, така да ако ви е поточно за пари,
Еве се парите и мислам дека така да, тоа е то. Лайкнете, сабскрайбнете да станете. Ние ги сме најага фамилија во Охрид, ај пошироко, а ние се гледаме во следното видео. Рапапа, па и